Добар ден, дечиња. Здраво. Еве ме мене повторно. Јас сум воспитувачката Александра Јосифова и доваѓам од градинката Звездички од Чишиново од Белешево. Денеска сакам, деца, ние да се запознаеме со некои нови работи, да научиме некои нови работи. Денеска сакам да ви кажам за смешните игри на ветровите. Или поточно, би сакала да научиме некои видови на ветрови. Замислете, тие имаат и своји имиња. Колку интересно. Но пред да почнеме, сакам да направиме една кратка вежбичка за да се опуштиме и да продолжиме заедно потоа со слушањето на оваа активност. Повторувајте по мене. Значи, зимаме длабок воздух. Уште еднаш. Уште еднаш. Сега земете длабоко воздух. И издишете полека. Ете така. Сега кога се опуштивме, можеме да продолжиме. Би сакала, деца, да ве прашам нешто. Кое годишно време сме сега? Така е, па знам дека знаете. Сега сме годишното време пролет. Исто така, знам дека знаете дека во пролет времето надвор е променливо, нели? Знае да врне дожд, знае и да има сонце, да биде многу топло, да дуваат силни ветрови и па дури видовме и дека може да заврне и снег. Значи времето во пролет е променливо. Сега, деца, денеска јас сакам да ви зборувам за ветровите. Да ве прашам нешто. Дека доаѓа ветерот? Од каде ни доаѓа? Како настанува ветерот? Хајде размислете. Знам дека од вас некои има многу интересни одговори на ова. Но, еве јас сега ќе ви објаснам. Деца, ветерот всушност е кружење на воздухот. Што значи тоа? Тоа значи дека ладниот воздух, кога се движи надвор во природата и кога ќе се загрее од сонцето, тој оди нагоре и потоа пак, кога ќе оди надоле. И сето тоа така оди во круг. Вообичаено ветрот дува кога имаме промена на времето, односно на температурите, кога оди од топло кон ладно или од ладно кон топло. Сега, деца, значи ветерот прави еден круг и тоа движење на воздухот во природата се нарекува ветер. Значи само воздухот, бидејќи од ладен се загрева, оди топол, значи потоа пак се лади и се така кружи во природата. Тоа се случува, значи рековме, кога имаме промени. Сега, дали има врска кое годишно време и кога дува ветерот? Ве прашувам. Деца, знам дека знаете. Всушност, ветер дува преку целата година и за време на сите годишни време. И кога е зимо, и кога е пролет, и кога е лето, и кога е есен. Во зимо знаат да бидат многу студени, во пролета да бидат така благи, убави, во летото топли, во есента со дожд, така како невремиња. Сега, деца, во светот има ветрови кои што некои луѓе ги именувале и имаат своји имиња, но и тие не се исти како и ветровите кај нас. Затоа тие имаат и посебни имиња. Еве сега, јас ќе ви кажам и ќе ви прочитам многу интересни работи. Деца, ветровите дуваат насекаде. И во градовите,
и во нивите, и во планините, и на морињата, на езерата, на реките, на падините. Значи, ветерот дува буквално насекаде. Во селата, градовите, значи никаква пречка за него не представува ништо. Така деца. Бидејќи тој дува секаде, но на некои места, во некои држави тоа е поразличен. Замислете, постои ветер кој го викаат торнадо. Торнадо е ветер бесен, ни малку не е лесен. Морето до небо го крева и најстрашна прави врева. А пак, замислете, некој друг ветер со име Фортуна. Фортуна е лоша како зверка, уништува се без мерка. Дрвјата ги корне, куките ги руши, гласот ти е страшен и во сечи уши. Северко доаѓа секогаш од север. На зимата тој им бил бевер. Југовче милно дува од југ, како него добар не е никој друг. На пролета милна тој е брат, отвора прозорци до последниот кат. Вее по ливади расцветани, носи бубочки шарени, разлетани. А пак деца, развигорецот е ран, пролетен ветрец. Природата нежно ја буди, прекрасни мириси ноди. Прекрасни мириси носи, сите ги гали и убавини ноди. Така, деца. Сега, пошто научивме нешто ново и научивме некои нови ветрови, се разбира, некои од нив не се кај нас. Некои од нив ги има во други држави. Не се секирате, сите не дуваат кај нас. Меѓутоа, ајде да ги повториме, бидејќи научивме нешто ново. Дали сакате со мене? Ајде, одиме поред. Значи, научивме најпрво за торнадото. Гледате колку страшно изгледа, така ли? Да, но го нема него кај нас. Но има негде каде што навистина уништуваат. Следна е Фортуна. Колку смешно име имаат овие ветрови. А сега малку попознатите. Ова кој беше? Северко. Така е, деца. Потоа ни доаѓа Југовче. Браво, деца. И најпоследен го спомнавме развигорот. Кај нас, деца, претежно дуваат Северко, Југовче и развигорецот. Така, деца. Сега би сакала исто нешто да ви кажа. Освен ветровите, што знаат да бидат многу силни, многу силно да дуваат и да уништуваат, ние имаме и одредена корис од нив. Може би сте чуле за обновливи извори на енергија. Така, деца, сега се прашувате, што е па ово? Деца, постојат, може би, кога одите со вашите родители на прошетка или на одмор, сте ги виделе некаде овие вакви високи, големи, слични на ветерници, едни огромни, така железни, високи. Деца, тоа се електрични или воздушни турбини. Тие, деца, турбини, значи са високи, еве гледате колкави столбови имаат, и имаат горе едно како, вртелешка, како што го велиме ние, тоа се нарекуваат краци, еве може да ги изброеме, има 1, 2,
ветари. Овие деца, перки на воздушната турбина, кога има ветер, тие се движат, деца. Се движат. Ако нема ветер, нема да се движат. Значи се ставаат на места каде што дува многу ветер. И, бидејќи кога дува ветер, тие се движат во круг, вака, вртат многу силно и тие ни произведуваат струја, енергија, која ние ја користиме во нашите домови и насекаде околу нас. Дали сте го знаеле тоа? Да, деца. Постојат, значи, такви воздушни турбини. Би сакала сега да ви кажам уште нешто. Би сакала од вас да побарам да направиме, ние секако не можеме да направиме електрични, односно воздушни турбини, затоа би сакала да направиме сите вртелишка. Се надевам дека и вие дома, заедно со вашите родители, ќе направат ваква вртелешка. Деца, вртелешката, со неа можеме да го разбериме како всушност функционира ветерот и овие воздушни турбини. Еве вака. За оваа вртелешка ви е потребно. Значи, еден квадрат, еве ваков хартија, каде што сите страни му се еднакви. Заедно. И ни е потребно линер, ни е потребно молив, ама пожелно е моливот да биде со гумичка горе. И една шпенигла, шпенка, не знам како ја другојаче викате вие, но тоа сето ќе го побарате од вашите родители и секако нема да го правите сами. Значи ќе побарате помош од вашиот родител. Најпрво треба со линерот да ги поврзиме, значи, аглите, кјушињата на оваа лист харти. Потоа ги земаме ножичките, еве вака, и ги сечеме не до средината на листот, до оваа точка, значи до одредено место ги сечеме краевите, односно кјушињата на тој четириаголник, односно квадрат, еве како овде, и постепено, значи секој ќош го привиткуваме кон средината. Значи од секој агол по еден ќош, еве вака, како што е прикажано на сликата. Потоа со шпениглата го прицврстуваме на гумичката од моливот, се извинувам, и откако ќе го прицврстиме, тој ќе биде, но не премногу да се прицврсти, значи малку да оставиме простор, тоа ќе го оставам на вашите родители, тие знаат како треба, и ќе направите една ваква убава шарена вртелешка, која може да биде во боја, може да биде еднобојна, може да биде каква што ќе посакате. Односно со каква и хартија да сакате да ја направите. И така, деца, можете оваа вртелешка да ја изнесете надвор кога ќе има ветер. Дали дува ветер кај вас? Може би не, но може би кај некој да дува. Ако дува ветер, можете да излезете надвор и да пробате да видите како таа ќе се врти. Со тоа, деца, ќе го осознаеме ветерот, а во исто време ќе сватиме како работи воздушната турбина, како ја врти ветерот. Но и да нема ветер, ние можеме истото да го пробаме кога ќе се затрчеме силно во дворот или по дома и таа ќе почне. Што? Оставам на вас да видите. Сакам вие да ми кажете што се случува со вртелешката кога вие силно ќе се затрчите во дома. Знам дека знаете. Ви благодарам, драги деца и родители. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да се видиме. Поздрав! И се надевам дека научивте убави работи. Се гледаме!